Добар ден за сите оние кои што ќе бидат заедно со мене, Тина и Тео во ова издание на Црвена линија. А на самиот старт, нормално се уште сме под импресии на вчерашниот надпревар. Вчера навивавме и оно што можам јас лично да го кажам, Тео многу постручно, само браво за момците, издржаа юначки на теренот, резултатот се знае 2:0. Да, иако на сите нас не ни се допадна резултатот, па ја би рекол играта на нашите играчи, сепак треба да сме горди на нив, што тука стигна сепак и успех. Да се надевам дека во иднина, а и верувам во тоа, дека ќе има побои резултати. Следното европско првенство се квалификуваме, тоа става многу сигурно. Исто така може и накратко видиме Александар Трајковски што изјави, ако може и режија покаже. Накратко, ние бевме блиско нешто големо, сакавме победиме. Го постигнавме нашето најдобро, но не беше доволно. Сигурен имам доверба и многу сигурно со оваа група, добар тим што се борат за една цел. Чекор по чекор ќе бидеме подобри од претходно, секогаш ќе се подобруваме и се гордеме на овој тим, како и ние, Александар Трајковски, се гордееме на вас. Така, секако денес ќе прозборуваме малку, нормално еве нема да заборавиме целосно за впечатоците од вчерашниот надпревар, но она што сакаме да го слушаме од вас денес, бидејќи главната тема е следна. Дали имате или дали има некој што има се уште доверба во нашето судство, освен оние 8% кои што се покажа од последните истражувања и секако во ова да речеме комуникација врзана со ова околу довербата во нашето судство, секако нема да ги вклучиме и оние кои што се вработени таму, бидејќи доколку работат во судовите имаат доверба. За тоа ќе зборуваме на 02-307-6677, значи малку фудбал, но многу повеќе за тоа дали вие имате доверба во македонското судство и какво е вашето искуство и дали сте се нашле низ лавиринтите, низ судовите. Се што сметате дека треба да го кажете во Црвена линија слободно. Така и како што кажа Тина, можете да ни задзвоните телефонски број 02-307-6677 и да ни зборите за главната тема секако, но покрај главната тема, како што си знаете, ние поставуваме и наше анкетно прашање на нашата социјална мрежа на Инстаграм и секако Црвена линија, а и Телма телевизија, која денешното анкетно прашање гласи: Позната ли име на судиите поговорката "Криво седи, право суди"? Правилата се едноставни, гласате вие со да и не и после рекламите ги покажуваме крајните резултати. А секако она што не смеете да го пропуштите вечерва на Телма телевизија е следново. Прелиминирани резултати од пописот. Вечерва во топ тема се пребројавме колку сме, а толку ли сме. Дебатираме со Дончо Герасимовски, поранешен директор на Дежурен завод за статистика, и Александар Кржаловски, политички аналитичар. Топ тема гледајте вечерва со Боби Христов во 19 часот и 15 минути. А секако сега ве бараме и вас, бидете подготвени на 02-307-6677 да ни откриете колку сте задоволни и дали му верувате на македонското судство. Така, пред да ве добиеме, предлагам да го видиме прилогот на нашата колешка Делиборка, што го има спремено токму за оваа наша тема. Јавноста нема доверба во судството. Незначително мал број на граѓани веруваат во македонските правосудни органи, им кажа денеска на судиите американската амбасадорка. Порача дека луѓето треба да видат и да почувствуваат дека системот функционира, да се уверат дека нивните случаи ќе бидат сослушани од неутрални и независни судови во разумен рок, а за тоа се неопходни реформи и зајакнување на институциите. It's no secret that the public does not trust the judiciary. In fact, a recent Eurothink poll showed that only 8% of citizens of North Macedonia have confidence in the judiciary and the prosecution. Obviously, there's much work to be done. Председателката на Судскиот совет смета дека независно судство е можно ако оценувањето на судиите се одвива според вредносни, реални и квалитативни критериуми. Тоа вели ке се случи само со примена на методологијата за квалитативно оценување на судиите, која ги фаворизира објективните наспроти субјективните критериуми. Но голем проблем за кој засега нема решение е недостигот на судии. Ние имаме недостаток на суди. Од 639 судиеве денес ми даваат последна анализа дека моментално имаме 473 суди.
со измените на Законот за работни односи може да се случи и 60 на судии до крај на годината да ни одат во пензија. Реален е недостатокот на судии во судството. Сдруженијето на судиите укажуваат и на други проблеми. За нас како здружение е особено битно материјалниот статус на судиите, довербата во судството и секако активностите кои се одвиваат во таа насока со цел реализација на тие барања на судиите, вклучително и вкупниот буџет во однос со судството, секако дека ние се занимаваме со прашањата кои се однесуваат и на етиката и особено прашањата на транспарентноста, со надеж дека ќе придонесеме во подигнувањето на довербата во судството. ИСАИТ се надева дека наскоро ќе заживее методологијата која се применува во многу држави, која според него ќе има влијание врз независноста на судиите. Секој судија ќе биде следен дигитално, а се очекува и личната мотивација да биде зголемена поради реалното оценување, што ќе биде основа за понатамошно унапредување. А сега е време за вас, драги наши, и го вклучуваме веќе првиот гледач во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден. Секој е добро. Колку сте задоволни и му верувате на македонското и до судство? телевизија Телма. Поздрав и до вас. Благодарам. Судството, искрено да ви кажам, чекори со некои мали чекори кои што невидливи се, не само американската амбасадорка што го кажуваат сите од Европа и од другите од светот. Прво и основно, судството се уште кај нас не е реформирано. Судството уште пред 20 години се истите суди кои што на некој начин сака да работат, али не сака да го отфрлат она што било порано, корупцијата, митото, чување предмети во фиоки и така натаму. Така да јас се надевам дека сегашниот министер Тупанчевски за правдаше со Републичкиот судски совет на чело со Црвенковски ќе извршат притисок да тој суд полека се реформира, макар што тие викаат дека немало суди, немало академијата толку. Не е проблем. За суди може да се најдат. Има таму правници кои работат во судовите и тие можат. Адвокатите и тие може да бидат суди. Така да јас се надевам дека судот полека треба да се реформира. Никој во Македонија, да ви кажам право, не е задоволен од судството, затоа што најголемата корупција во тие суди е таму. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Имаме и следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Намалете го тонот. Само. Одлично. За момент да намалам тонот. Ајде, тука сме ние. Повелете. Одлично. Дали вие не слушате? Слушам одлично. Супер. Супер. Одлична е темата. Драго ни е. Посебно ми е драго затоа што слушам овие денови исклучиво напад на судовите и јавните обвинителства. Добро, и? А ви се јавува јавен обвинител во пензии. Така. Бидете побрзи, бидејќи имате само 43 секунди. Имавме извонредно судство и јавно обвинителство, а политичарите и политичките партии го уништи и го сведео на минимум. Ќе имаме јавно обвинителство и судство кога политичарите ќе се тргнат од него. Добро. Затоа што и судовите и обвинителствата имат извонредни критериуми за да работат извонредно. Истече времето, еве една напомена, бидејќи за секој гледач кој што го вклучуваме во Црвена линија, 90 секунди е времето за излагање на ставот. Потрудете се во следните јавувања, нели, да го искористите максимално и секако, ако може и побрзо, за да биде се кажано во рамки на тие 90 секунди. Идеме со наш следен гледач. Добар ден. Добар ден.
Време да слушаме што смета нашиот ден. следен гледач. Одлично. Ве слушаме, во црвена линија сте. Да. Видите, во судството кој се бира судски совет, се бира уставен суд. Како може партиите да предлагат по 2 члена партии? Еве, уставен суд, највисок суд, ќе речеме законодавен суд, порано знае унапред 9 суди беа, се знаеше 5-4 за ВМРО, или другата, после кој се сменија, 5-4 унапред знаат кој за кого ќе гласа. Каков е тој уставен суд? Партиски. Не напрегувам да не ме сватите грешно дали ВМРО или СДСМ, исти ѓаволки. Кои се на власт, тие. Второ, поротници. Па поротник не може да биде, не е судија поротникот. Поротници се тие граѓани што ги ангажираат. И сега едниот од поротникот кашал, рочиштето го закажуват после 1 месец. Другиот поротник се развалил, судството не може поротник да заменат. И после застареле делото или овоне. Тоа е една кацарска, ја и честита. Храбро беше осуди, цела Македонија плука зашто ги осудила. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ало, добар ден. Одлично, ве Одлично, слушаме. Па видите, самите вработени што работат таму, тие се првите извори на информации за проблемите и за, да не кажам, криминалот што се случува во судството. А не дека они веруваат. Меѓутоа, ја имам еден друг муавет. Пратете некоја екипа да ви го презентираме нашиот случај, па после ќе правиме муавет дали ќе има у други луѓе што ќе веруваат на судството. Зошто го кажувам ова? Прво треба да почне да се чисти од Републички судски совет. Затоа што наместо они да бидат коректори и контролори на работењето на судиите, они се заштитници на судиите. Чести изузетци, сакам да кажам, може би има и судии кои си го работат по прописи по закон. Но мислам дека сега како што има судии што не разбираат што е право, мислам дека немало до сега така. Знаете зашто? Кој ќе покажете еден предмет на некој адвокат и кој ќе го види со кои судија имате проблеми, кој ќе ви каже ја не сакам со овој уопште да лезам во контакт зашто треба да си ја кинам дипломата за право, се ви стане јасно колку е тој добар судија. А пазете, тој исти адвокат на времето бил функционер во судовите и он веќе го знае со кој судија си има работа. Кога судија, пазете, кога е 4 судии, еден во основен и 3 во апелација, за еден исти предмет со едни исти докази ќе донесат 2 пресуди, какво мислите ќе имате вие за тоа случај? Да ве прашам. Во едниот случај вие сте во право, во другиот случај имате предмет на приговор по еден осуд, 90 секунди истекоа, но ева, секако ве очекуваме додека траеме во ова денешно издание, повторно можеби да се вклучите и да се доискажете. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Може Добар ли? ден, секој добро, црвена линија. Значи, еве сакам да зборувам нешто во врска со судството. Ајде да ве слушаме. Моето лично искуство и искуството што ги Така. знам на мои пријатели со кои што сум разговарал на овие теми. Вкупниот правосуден систем, судството, обвинителството и адвокатурата строго си зедоа за право да исполнуваат свој личен интерес, не сметајќи воопшто интересот на државата, интересот на луѓето, правдата која што им е дадена во нивни да ја делат правдата во нивни раце, а која што треба да ја според Божиите препораки да ја прават исклучително внимателно и исклучително праведно да судат. Наспроти тоа, гледајќи го својот интерес, судството, обвинителството и адвокатурата се претворија во криминално злосторничко здружување. Најпрво политичарите, трудејќи се секој да има свое влијание врз судството, да го има на своја страна, го расипаа судството, ама потоа кога видува дека може некој
да им се меша во судството и се задава за право и сега никој не може да ги собере. Никој не може да ги исправи на правиот пат. Да се надеваме дека тоа ќе биде. Благодарам, го цениме вашето мислење кое што го споделивте со Црвена линија. Така, само припазите на тајмерот, ве молиме. Идеме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, намалете го тонот на ТВ приемникот. Подобро да се слушнеме. Да, го намалив телевизорот. Одлично. Одлично. Црвена линија, повелете. Добар ден. Добар ден. Ја поздравам емисијава и имав случај што се тужев со една фирма во Скопје. Добро. Се донесе политичка пресуда, не се... Него друго што ми е моабетов. Па тие што не критикуваат дека имаме слабо судство или никакво, па нивните амбасадори судеа во судовиве, тие ги бркаат судиите како да судат, дали Джес Бейли, дали Питер Фейт, тие го расипаат судството највише, не Така. нашиве. Само продолжете без спомнување имиња, тоа ни е правилото во Црвена линија. Да, нема потреба од спомнување на имиња. Добро, странските емисари, тие судеа, тие кршеа врати по судовиве, а сега тие истите не судат дека имаме лошо судство. Му верувате ли вие на македонското судство? Не му верувам, имав прилика, се докажа тоа дека не му верувам. И плюс се вршеа притисоци на адвокатите да се откажат од судењето. Така, еве да ја прашаме, според вас, позната ли им е на судиите поговорката криво седи, право суди? Не важи. Не. Вашиот глас оди на не. Добро. Не. Толку, фала лепо. Благодарам многу што се вклучивте во Црвена линија. Сега да видиме дали имаме и коментари на социјалните мрежи, бидејќи таму имате можност да коментирате и секако да ги кажувате вашите мислења. Така, имаме еден коментар. Само да подсетам дека вие можете на нашите социјални мрежи исто така се вклучите преку нашите социјални мрежи на Црвена линија на Facebook, Instagram и Twitter и таму ве чукаме. И затоа сега, и на телефонски број 02 307 6677. И затоа се идеме со нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Здраво. Добар ден. Се слушаме одлично. Па ја мислам не само што кажувате дали некој им верува, него мислам дека и сами себе не си веруваат они. Така да во судството не верувам да некој верува. Преби верувале луѓе у нешто абстрактно, него у нив да веруваат, затоа што тоа е нешто невидено. Скоро гледав еден филм српски на вашата телевизија, која збореа за тој некој стар адвокат што требало да му се менја срце и како срце од спортист, од работник, мислам, и од адвокат, колега негов. И овој рече, века, од адвокат, века, тој, неговото срце не е трошено, значи нема срце. Така да, тоа тотално исправни одговори, тоа важи и за суди, и за обвинители, и правообранители, и ше какви имиња да им кажам. Иначе, знаеш што малку ме нервира, кога луѓе ќе спомнат некои имиња, знаеш што, до оваа ситуација не дошло од некој движење на материјата сама од себе. Значи, таа материја имала човеколик облик и довела до ситуација да ова сега што го збориме, го коментаришеме, да се случи. Што значи дека ако се спомне име, не е со некоја намера за некои други, али за тоа што го направил делото, да. Поздрав едно. Благодарам многу. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Така, накратко пак ќе повторам, идеме со следен гледач. Добар ден, Црвена линија. Ало. Добар ден. Сум на линија. Да, секако. Приклучени сте? Добар ден. Добар ден. Емисијава ви е многу убава. Благодарам. Тоа е една замерка имам. Ајде. Затоа што се јавуваат доста луѓе, али времето ви е прекратко. Барем дајте 120 секунди, а не... Времето е определено за да можеме да вклучиме повеќе... Минута и пол, уствари. Тоа е многу мало време. Затоа што јас... Ама не има врска тоа. Вие толку кратко луѓето не можат да се дообјаснат.
Затоа ве молам, направите 20 сте, ја ве ценам 20-та, меѓутоа дајте превше на шанса луѓето да работат, да разговарат онака како што треба. Да, Добро што ќе кажеме на темата, бидејќи толку беше се добро и веќе кажеме, никогаш кога почнавме на почетокот, бевме со тајмер од 2 минути за секој некој што ќе се јави, но гледачите сметаа пак дека тоа е предолго и дека така успеваме во време трајање на црвена линија да вклучиме помал број на гледачи. Да, пример... Дури за фудбалот вчера бевме по 45 секунди со цел што повеќе да ве има, така да на 023076677 вклучуваме нов гледач. Драго ми е дека ви има во голем број денес. Добар ден. Стварно, навистина, сега нема што да кажуваме. Прашањето е важно за сите. Да ве слушнеме. Ало? Ќе ве молам, дали може преку правосилна... Ало? Да, ве слушаме. Само тонот на телевизорот на нула. На одлука, господин градоначалник да го поништува и да присудува по негово. Решението да присудува по негово, дали има такво право по законот? За вакви конкретни прашања врзани околу судството, да ви напоменеме дека секоја среда во рамки на утринската програма, рубриката Да си кажеме, гостува јавниот правобранител. Така да ве препорачуваме ако имате конкретен проблем. А што ќе кажете за судството? За нашата тема. Генерално. Добро, благодарам. Уверувате ли на судството? Добро. Одиме понатаму. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Пред да го сега шанса и за оние кои што коментираат, ви има и таму доста. Идеме на социјалните мрежи да прочитаме коментарот Игор, кој гласи: Здраво, поздрав од Игор. За жал гледаме дека мал процент од граѓаните веруваат во судството и треба да се спроведат реформи во судството со цел независно судство и да се подигне довербата на граѓаните во судството и да се спроведе проветрување на судството, бидејќи судството е столб на правниот столб систем и главен услов е владење на правото и независно судство и во процесот на приближување на земјата кон него, но пред се независно и правично судство е придобивката на земјата. Поздрав до емисијата, благодарам многу. Поздрав и до Игор, продолжете да коментирате, реплицирате, секако на социјалните мрежи сме отворени за оние кои што можеби полесно вие нели да го кажете ставот на таков начин. А сега одиме со вклучување на нов гледач. Добар ден во црвена линија. Добар ден. Повелете, му верувате ли на македонското судство? Прво ќе кажем гледач од Скопје се јавува. Голем поздрав. Во однос на времето, доволно ми е 30 секунди да го искажам својот став, но ќе го искористам максимално во смисла на можноста што ми е нудите. Значи, припаѓам на група граѓани, голема група граѓани, нагласувам, станува збор за околу 20.000 собственици на станови кои се исклучени од парното грејење, но се задолжуваат да плаќаат нешто што не користат. Оваа голгота на овие 20.000 собственици, инаку како бројка, може да се гласиме според податоците од пописот дека станува збор за околу 50 до 60.000 граѓани кои се засегнати. Веќе 10 години трае овој организиран криминал од највисоко ниво. Значи, вклучени се тука и владата, и инструментализирање, што е страшна работа, парламентот. И тука се регулаторна комисија за енергетика, за бројни агенции, министерство и така натаму, но оној кој што не смееше да сгреши се судовите, за жал. И Основниот граѓански суд, и Апелациониот суд, и сите други управните судови, вклучително и Уставниот суд, се толку криминализирани, или за Уставниот ќе се оградам, доскоро беше, дали ќе биде понатаму, не знам. Благодарам што се вклучивте во црвена линија. Ете она зашто најмногу сакам да разговараме со вас, се ве напомена до следните гледачи, е колку сте задоволни од македонското судство, од експедитивноста
на процесите и дали воопшто генерално може би спаѓате во тие 8% кои што му веруваат на судството, а може би спаѓате во останатите кои што не му веруваат. Добар ден. Добар ден. Црвена линија, повелете. Верно, господи, избрали многу убава тема со колегата. Да ве слушнеме. Епа, какво судство имаме ние? Правиот го прават виновен, а виновниот го прават прав. Това се корумпирано, се апаше, се ајдици, никак. И судство, и това ти е се корумпирано. Добро, ве слушаме, да. Слушате, ама да не тргате по тия врати и по тия патишта. Убав ден имајте. Идеме со следен гледач. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Дали не слушате, намалете го тонот на ТВ приемникот. Да, слушаме. Супер, одлично. Па во црвена линија сте, до секој е добро. Ајде, сега ние вас да ве слушнеме. Кој ќе биде вашиот став на оваа дискусија? Ве слушаме, црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот, односно телевизор. Намалено. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како се, добри се? Добри, како сте вие? Добре, еве сакам нешто да кажам за судството. Секако, повелете. Прво од старото СЈО што беше, значи треба. Ало? Да, ве слушаме, продолжете. Ама чекај, не е директно во емисија, така? Во живо сте, црвена линија. Само не гледате од телевизор. Преку слушалка зборете. Ама гледам, ама таму слушам нешто друго, некој друг збори. Ме гледате мене? Видете од старото СЈО, што беше формирано фактички сега, неа сите предмети отидува во редовно јавно обвинителство. Има многу предмети таму непроцесирани. Тога мало нека го слушат обвинителите. Добро. Дали се уште го имаме гледачот? Да, не, уште. Имате уште 20 секунди, продолжете. Тие предмети што ги чуваат таму во ФИОКа, нека ги процесуираат. Значи има многу оформено предмети во редовното јавно обвинителство, сега се префрлени. Ни еден предмет не излезе до предмети таму што стојат. Така, благодарам што го споделивте вашиот став со црвена линија. И за да не должиме јас и тео многу, продолжуваме со вклучување на следен гледач. Добар ден. Ало. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Пред малку не знам зошто ме исклучите, почна да разговарам и се исклучи. Најверојатно се прекинала линијата. Продолжете, еве сега е шанс. Знаете што, јас имам на мој многу близок човек, повторно не ме слушат. Ние ве слушаме. Само зборете со нас преку имам близок човек кој се води спор од 13 години. Така. Знаете што, првата судика во нејзе тотално разочарување со тоа што ве не прихваќаше ни доказен материјал. Беше решен предметот. Со оваа судика сега, втората што го води, сите пофални зборови за нејзе. Самата таа, ради својата, професија, се труди се што е потребно во доказен материјал да ископа и за да може да донесе правилна пресуда. Меѓутоа, јас во судството, кога би можело, јас мислам едно време имаше предлог на тоа да сите предмети имаат одреден рок на окончување. Не може, например, кај што не е да не дај Боже убиство, нешто друго, атентат, тоа се тешки предмети. Меѓутоа, кај што е папиролошки, па тоа треба малку по рокот да биде да се определи многу побрзо да се решаваат тие предмети. Знаете што за 14 години вие додите на суд? Стварно мислам катастрофа. Ја не знам тоа дали се изгласа да има рокови на окончување на предметите. Така еве, кога сме веќе околу време траењето на процесот и предметите, точно е дека постоеле предмети стари од 4 до 5 години и поради тоа еве и донесена е програма каде е предложено постапките да траат од 7 до 9 месеци. А сега е време и за следен гледач. Добар ден. Добар ден.
Добар ден. Црвена линија, дали се слушаме? Добро, додека да го слушаме гласот на следниот гледач, Тео, сега кој имаме гледачи кои што коментираат и на Facebook. Така е, идеме со порака, односно коментар од Силвана. Нема потреба во македонско судство. Нема доверба во македонско судство. Погледнете ја бројката во КПУ на неоправдано осудени луѓе со повеќе години казна затвор. Тоа е мислењето на Силвана за нашата денешна главна тема и секако и вие може да коментирате, но не само во коментари, туку и во пораки. А на 023076677 и ве подсетување за оние можеби кои што и подосна се вклучија денес, сакаме да го слушаме вашиот став околу тоа колку сте лично задоволни од функционирањето на македонските судови и дали му уверувате на македонското судство. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Добар ден. Добар ден. Вака, околу судството, ако зборуваме, мислам дека јасно гледаме, мислам, нарачки, не само нарачки, туку, како да ви кажем, некако као привилегии, некој у затвор за ништо, некој за крупен криминал на слобода. Мислам, тоа е очигледно. За некого не одговараат услови у затвор, а другиве што се по затвори, мислам, што се тоа, дали се тие луѓе, не знам. Ако ги гледаме реално работите, мислам, тоа што јавно се прикажува и со децении се влечат судски спорови и на крај од тоа нема ништо. Мислам, се работи за, нели, крупни криминали, не збориме за ситници. И како да веруваш во такво судство? Мислам, народот е со право што нема доверба, зашто тоа е очигледно. Кој од тие големи, мислам, зверки отиде во затвор или било што, или куќе, притвор или, не знам, на слобода, помилување. Тоа е тоа. Фала ви, пријатно. Благодарам и вам, го цениме тоа што го споделивте вашето мислење со гледачите на Црвена линија. Вклучуваме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, Црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме. Добар ден. Се надевам дека не слушате, па повелете. Кој е вашиот став? Се јавувам во Црвена линија. Да, во Црвена линија. Сакам, се јавувам од западниот дел на Македонија. Голем поздрав до таму. Ало? Да? Да, продолжете. Дали ме слушате? Ве слушаме, да. Се јавувам од западниот дел на Македонија. Голем поздрав. Фала лепо, исто и до вас голем поздрав. Меѓутоа, ме интересира и јавниот обвинител на Република Македонија. Што прави тој тамо во фотелја ли седи само или ги контролират јавните обвинители, имат више јавни обвинители кои што ништо не работат. А за судството конкретно? Имат куп предмети. Така, ама тоа е тема за друг ден. Срамота е. Треба јавниот обвинител да се срами. А во однос на останатите судови, уверувате толку? Добро. Остана само уште 7 секунди, но некои гледачи се брзи во своите излагања. Сега време сите заедно земеме малку здив, одиме со реклами, па се враќаме во Црвена линија. Повторно сте со мене и Тео, Црвена линија, тема на денот. Има ли некој во државава што верува во македонското судство? Не се сметаат вработените таму. На 023076677 продолжуваме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Телевизија на телефон и јас ќе кажам има кој верува во судството. А тоа е Зоран Заев. Без имења. Ве мола. Тие веруваат највише и затоа према нив се така понашаме и ние. Сакам да се надоврзам на
сите другите коментари, се додека е оваа власт и ДУИ, заедно со ДУИ, нема да има никогаш. И од ВМРО не било како Да, што ама треба, без спомнување на имиња, на ја- личности, на партии, сето тоа, Конкретно вие златно лично правило. колку сте задоволни? Ете, се вклучи црвената линија. Значи, Так. златното правило е тоа, без помнување имиња и секако понатаму навредливи зборови на насилство. А сега одиме со Анкетата. анкетата. Ете ги, да ги прикажеме, објавиме крајните резултати на нашето анкетно прашање, кое гласеше: познатата ли им е на судиите поговорката "криво седи, право суди"? Сега за сега 31% одговориле да, а вкупно 69% не. Така да во продолжение вклучуваме уште еден гледаш. Добар ден. Црвена линија. Црвена линија, добар ден. Дали се слушаме? Дали ме слушате вие мене? Да, ве слушаме секако. Повелете. Да ве прашам вас во студио. Повелете. Да добиете вие од суд обавез дека морате да платите нешто за што сте казнати. А не сте биле повикани на парница и морате да ги платите. По продолжение не ја погодиле адресата, а за да платите ја погодиле. Дали би верувале вие? Јас мислам дека многу луѓе не веруваат во судот. Земете случај што кажаа неколку души. Овие што се големи криминалци си шетаат слободно, а сето тоа оди на рачун као одлежу во затвор. А судиите никој да реагира. Мислам дека народот во ова судство нема поверење, а ако остане така тоа судство и понатака, а е компонента за влез во Европска Унија, мислам дека никогаш нема да влеземе во Европска Унија. Затоа што странците подобро ги знаат приликите во судството кај нас, него ние граѓаните. Бидете поздравени. Благодарам. Благодарам што го споделивте вашето мислење со црвена линија. Така, идеме сега на социјалните мрежи, односно пораки, да видиме ваше размислување околу темата. Од Горан: браво, дечки, емисијата ви е супер, само така продолжете. А судството нема. Идеме со следна порака од Бобче, кој гласи: ги слушам вчера судиите, народот не им верувал, затоа што немало доволно суди во судовите, по процесите траеле долго. Не е точно тоа. Народот не им верува затоа што се корумпирани и судат за оној кој има врски и пари да ги плати дебело нивните неправедни услуги. Тоа е коментар од Бобче. Ете така. И сега во продолжение верувам дека останува уште време да вклучиме уште еден гледач. 0230766677. Ние вува дека нема повеќе време, тука е само време да ве подсетиме за што ќе зборуваме утре, а се разбира оно што заврши и пописот. Е сега, велиме вака, колку сме, толку сме. Токму ли сме? Да, така го поставуваме прашањето, а анкетата е Кратка и јасна. Дали се попишавте? И пред да идеме, имаме една кратка поздрав извини, кон Пиндар, Сплиндер и Мартијан од Твитер заедницата. Така, поздрав до Твитер заедницата, продолжете да коментирате, да гледате Телма телевизија, а од мене и те доведување и подготвени, ве чекуваме утре во новото издание на Црвена линија. Чао, чао. Доведување.